само колегата Јордан Трајков. Јас верувам дека добар дел од вас го знаат. Тој е ваш човек, кавадарчанец. Може би вие го знаете на еден начин. Јас како го знам да ви кажам, јас го знам како момче кое што е учено, писмено момче, кое што беше во Америка, кое што можеше да остане во Америка, ама си се врати назад во Македонија. И кога го прашав, абе Јордане, нели доби селеничка виза и ти жена ти зошто не остана во Америка? Намерно го провоцирам, не дека јас сакам да остане. И он ми вика, Лиле, јас сакам Америка овде во Македонија да се направим. Јас така го запознав Јордан, така што затоа би сакала, он е еден од иницијаторите на демократската обнова на Македонија од самиот почеток и би сакала да го замолам некој збор он да каже за своите мотиви. Вечер и од мене. Мислам дека повеќето од вас ме знаат, за тие што не ме знаат, Јордан Трајков. Ќе се распрашате од другите. Така. Тие не учат. Кои беа право мотивите да се вратам во Македонија? Сметам дека Македонија може да биде просперитетна земја и сметам дека можеме ние тука да се живееме. Тука ми е фамилијата, тука сте ми вие, мои пријатели, драги другари. Мислам дека тука треба да се живееме. Затоа се вратив во Македонија. И затоа се што имам, инвестирав во Македонија, инвестирав во винарска индустрија. Буквално се што имав. Мотивот зошто да бидам иницијатор на оваа партија. Затоа што рибата смрди од главата. Тие што не водат, не ги бива. Или не ги сакат, не сакат, или не ги бива. Едноставно. Со Лиле Поповска се знаеме од 98 година и уште од тогаш имаме комуникација и сме на иста фреквенција. Имаме исти гледишта и сметаме дека оваа држава може да ја види. Ама треба некој да водачите да сакаат да биде оваа држава. Не може поинако. И затоа кога таа ме повика да видиме во иницијативен одбор, да направиме партија, јас со се срце реков да. Многу од вас, од кавадаци, посебно овои пријатели, други роднини, ме прашуваа зошто ти е тоа. Не ти треба млаци, немој во политика. Ја реков вака, ако јас, шо еве, имам прочитано некоја книга, не се заложам за оваа земја, ако ја не дадам се од себе, за да направам нешто добро од оваа земја, кој тогаш? Се гледа кој? Кој не води? Како може кавадарци 1963 година со пописот, 1972 година со пописот у СФРЈ бивша, да има најголема заштеда по глава на жител? Како ја памтам како дете дека ние живееме еден убав живот и среќен живот? Како можеме тогаш да ствараме вредност, да можеме сите да градиме и куќи, да имаме и станови, да си одиме 2 пати на одмор, ја имав среќно детство тука у Кавадарци. Како сега не можеме тоа да му го пружиме тука на луѓето? Како луѓето сега се несреќни, како Кавадарци од најсреќен град, кај што сите се смееме и се забавуваме и живееме убаво, најдна стана град како што сега го гледаме, темен и тмурен град. Како тоа? Пак ќе кажам, рибата смрди од главата. Значи нешто треба да промениме. Потребно е знаење да се направи некоја промена и потребна е желба, искрена желба на поштени луѓе да направат промена. Со таква желба ја креираме оваа партија. Искрено се надевам дека ќе се придружите за да направиме вистинска промена, вистинска обнова на Македонија. А во однос на тиквешијата, ние што сме у комисијата за дефинирање на економската политика на Дом, имаме конкретни мерки и решенија како да се најдеме таму кај што треба да се најдеме. На едно просперитетно, економски регион, еден просперитетен регион, да станеме како што беме. Затоа што имаме голем потенцијал. И мерката или политиката се викат 40 винарски визби во Тиквешијата. Или Тиквешка винска долина. Кога зборам дека у Тиквешијата треба и можеме да направиме 40 винарски визби за краток рок,
некои ми се смеат мене. Јас одма им давам споредба и им кажувам, не измислувам топла вода. Напа Вале у Америка, близко до таму кај што студирам, има 236 винарски визби на површина што е 2/3 од Тиквишијата. Ако може таму 236, може кај нас 40. Само треба да овозможиме да дојдат инвеститори. Има ли некој од вас што нема побарување од тиквиш по основно на грозието? Имаме проблем. Проблемот се вика монопол. Монопол во винарската индустрија. Дали го гледаме како тиквиш или како повардарија, монопол имаме. Зошто и како е креиран тој монопол, тоа е веќе историја. Ние сега треба да замислиме што да направиме. Влеговме од социјализам или од едно планско стопанство у пазарно стопанство и се декларираме за пазарно стопанство. Ами каде е пазарот за грозите? Нема, има монопол, нема пазар. Значи, ние се залагаме за пазарно стопанство вистински. За секоја индустрија мора да се креира пазар, иначе нема. А пазар, вие знаете, кога одиме на пазар тука во центарот, има повеќе луѓе што продаваат и повеќе луѓе што купуваат. Значи, потребни се бројни купувачи и бројни продавачи. Понудата и побарувачката мора да биде у еквилибриум. Тога се постигнува вистинска цена. Кај нас имаме проблем, што на страната на побарувачката за грозје имаме дуопол или олигопол, монопол, како сакате крстите го. Тоа е факт. И затоа ни се дешава тоа што ни се дешава, затоа не можеме да се иземе парите од грозието, што ни се заслужени, за кои сме работеле по цела година. Значи, едноставна мерка. Ако веќе се залагаме за пазарна економија, треба конкретно да ја фатиме секоја индустрија по индустрија, да работиме во секоја индустрија, да креираме пазар. И сега, колку индустрии има? Многу. Да, ама винарската индустрија и лозарството, земјоделието се наши приоритети. Ние на тоа почиваме. Тоа значи дека наша прва активност мора да биде у таа индустрија. На тие индустрии на кои што лежи стопанство на Македонија, да делуваме тука. Винарството е дефинитивно една од тие индустрии и ни тука треба да креираме побарувачка на грозје. Побарувачка ќе се креира која ќе има повеќе винарски визби, што ќе го откупуваат тоа грозје, па што ќе си конкурираат една на друга. Да не бидеме разбрани погрешно. Ние не сме ниту против тиквиш, ниту против повадарија. Напротив, они се потребни тука, затоа што имаат капацитети, а тиквишијата у добрите години произведува 120 милиони килограми грозје. Тоа треба негде да го сместиме. Меѓутоа, на нив мора да им дојде конкуренција. Таа конкуренција ќе им дојде преку инвеститори. Не смее веќе државата, ни треба да заборавиме да велиме државата, а владата нас да ни го откупе гроздето. Нема потреба. Има доволно инвеститори и у светот, и у Македонија, па и тука меѓу вас, доволно инвеститори што сакат да направат винарски визби. Ние треба да им овозможиме на тие луѓе или институции да инвестираат. Многу малце напор треба од државата. Тоа е смешно колку малце напор треба од државата за овој регион да се дигне. За година-две да се дигне цела регион. Еве конкретно да ви објаснам што би значило тоа 40 винарски визби од Тиквишијата или Тиквишка винска долина. Колку празни речиња имаме низ Тиквишијата, угар земја неискористена, што катастар се води на Република Македонија. Колку? Многу. А такви речиња со прекрасен поглед околу, со лозија околу. Мислиш да гледаш Франција на телевизорот кога гледаме Travel Channel. Има такви речиња што се слободни. Државата треба да каже, овие 40 речиња ги ставаме у градежно земјиште, со многу мал напор да направат пат до сите тие речиња, и тоа со тампон, не со асфалт, да се донесе вода и струја на тие речиња, и после тоа не у 4 очи спогодба, туку на лицитација, изволите кој инвеститор сака да инвестира, али ќе ги бираме инвеститорите тогаш. Ги сакаме тие убавите, тие добрите, тие што сакаат и знаат како да продаваат вино во светот. Кога ќе им овозможиме такви услови на инвеститорите, тврдам дека ги има и дека ќе сакат да направат.
Значи државата со многу малце може да креира за мал рок винарски визби. Сега ја велам 40. Зошто велам 40? Има едноставна математика. 120 милиони килограми грозје у добра година. Нели? Нема измрзнување. 40 мали винарски визби кои што можат да пораснат за 2 до 3 години до милион литри. Над милион литри веќе одиме у друг тип на винарски визби, масовно производство, што го гледаме како тешко оди наливното вино. Сакаме да ставиме во флаша да биде виното. Само така грозето ќе ни се реализира и вредноста. Значи, таквите мали винарски визби треба да пораснат до милион литри или до милион килограми, како сакате. Тоа се 40 милиони килограми грозје. Тоа е една третина од нашето производство тука од Тиквишијата. Остаткот пак ќе го купат големите. Ама они нема да имат притисок веќе да земат се и свашта. Напротив, сите ќе сакаме тогаш да продаваме на малите винарски визби, а малите винарски визби, ако им сториме такви услови, ќе можат да го исплатат тоа грозје навремено. Така се ствара конкуренција и на другата страна. Од оваа страна, од продавачите на грозјето, ние имаме 20.000 фамилии што продаваат грозје. Ајде креираме 40 од другата страна што ќе купуваат, ево го пазарот. Така се прави пазар. Поинаку не се прави пазар. Тоа е пазарна економија. И се што треба после државата е регулација на тој пазар. А не државата да купува. Нема потреба. Има инвеститори што ќе си го купат грозјето. Треба само да ни се овозможи. Оваа мерка, значи, ја развиваме у дом за Тиквишијата, како што ја развиваме оваа мерка за оваа индустрија, што не боли тука у Тиквишијата, така збориме за мерки и за тутовската индустрија, збориме за финансовиот сектор, збориме и за сите други индустрии кои што нас засегаат и кои што се приоритет за Македонија. Таквите мерки ќе бидеме во можност да ги спроведуваме после изборите. Се надеваме на поддршка од вас, се надеваме да поддржиме оваа партија, да се изгради од почеток, оти ова е сега еден иницијален состанок со вас, размислете добро што зборуваме и гледајте ги нашите дела пред себе. А тие дела лесно се гледаат кој што направил државата. Значи ве повикувам добро да размислите. Ова е наша земја. Ова е нашиот дом. Никој од страна нема да ни го изграде. Ви дошол ли некој дома да ви чисти куќите? Така. Или нешто да ви поправи. Не ви дошол никој дома, така нешто да направи. Така е во Република Македонија. Ова е нашиот дом. Ние сами треба да си го изградиме и да си го средиме како што сакаме, за да си живееме убаво.